имаме една интересна тема и многу интересен соговорник. Таа беше победник во можеби најголемата група, заради тоа што во меѓу основците имаше најмногу заинтересирани да ги покажат своите умешности во однос на кинескиот јазик. Имено на 6 мај во Институтот Конфуци при Универзитетот Свети Кирил и Методи по 8 пат беше организиран националниот квалификацијски надпревар за меѓународниот пак надпревар по кинески јазик, кинески мост. И таму сега имаше нели по возрасти поделени беа луѓето кои што се надпреваруваа во познавање на кинески јазик за странци. Сега оваа година вели посебно голема конкуренција имало во категоријата основно образование, каде рекорден број на надпреварувачи, скоро 40 ученици, го покажале своето знаење во говор на кинески јазик, изведба на кинеска песна или изработка на дело од класичните кинески уметности. И на наше задоволство, веројатно ќе бидеме едни од малку темина кои што ќе ја имаат Мија Фијатал, во студиото на Телма. Таа има само 12 години, но успеа во таа голема битка со дури 40, односно околу 40 нејзини врсници или помали и поголеми од неа од основно образование да биде победник. Она што ќе следува е дека Мија ќе оди заедно со оние другите во другите возрасти, нели, на 15-дневен престој во Пекинг, каде што пак ќе проложи надпреварот во друга конкуренција. Секако. Сега Мија, здраво. Од каде желбата Мија за изучување на кинески јазик? Јас од секогаш сакав да одам да студирам на најдобрите факултети во светот и знаев дека многу други луѓе сакат истото. Се одлучив да го научам кинескиот јазик за да се издвојам од другите. Браво. Кога почна да го изучуваш всушност? Го почнав да го учам кинескиот јазик кога имав 8 години, сега веќе 4 години. Последните 2 години со мојата учителка мис Ирина Андреевска. И тешко ли е да се научи кинески? Да, многу е тешко. Многу е тешко. Што беше најтешкото всушност? Велат дека нели има многу букви или символи, како веќе е редот и дека се зависи од тоа во која категорија испаѓате во однос на тоа колку символи знаете. Како да работите во светот на кинескиот јазик? Мене најтешкото ми беше да ги запамтам акцентите за поемата што ја рецитирав. Другите ми биле полесно. Полесни, да. А како беше поемата? Може ли дел? Song Yu Ren, Li Bai, Qing Shan Hen Bei Guo, Bai Shui Rao Dong Cheng, Ce Di Yi Wei Bie. Доволно за победа. Да. Што е важно во акцентирањето? Што ви вели вашата наставничка? Да го погодиш акцентот, така, каде е на символот. Да. Колку време се подготвуваше всушност за надпреварот со твојата професорка? Јас интенсивно се подготвував една недела, ама после секој час повторуваш, да, така, да. Повторуваш и дома, и мама, бевте вклучени сите во подготовките на Мија? Да, секој. Супер. Добро, тешко ли беше кога ги вида таму сите куп деца кои што беа веројатно и најголемата група, како што кажав и во најавата, ако во другите делови на возраст имаше помалце заинтересирани, вамо беа дури 40. Да. Многу тешко. Тешко? Да. Да? Очекуваше дека ќе помнеш? Не? Не. Не. И покрај борбата и жилбата, тешко. Не очекуваше. Да. Сега, она што следува за победникот кој што следи до мене е патување во Пекинг. Што е она што сега ти е на листата за гледање во Пекинг или нели имаш некоја листа своја што сакаш да видиш? Јас би сакала да го видам забранетиот град и палатата на императорот. Да, супер, да. А може ли преку јазикот да се допре и до културата на кинезите? Што е вака можеш да ни откриеш нешто? Што откри со твојата професорка, изучувајќи ги овие символи, па дури акцентирањето? Или секогаш ќе си кажеме, кинезите и јапонците имаат поинаков стил и на покажување на љубов. Дури и кога кажуваат за љубовта, некако е тоа многу строго. Така, кажуваат те сакам. Да, што научи од нивната историја? Што научи за нив?
Многу, не знам. Да. Какви се? Какви се тие? Како можеш да не ги објасниш? Многу, Многу поинакви од нас, веројатно. да. Да. Инаку само да им кажеме на гледачите, Мија не го користи македонскиот секојдневно и заради тоа оваа комуникација малку ни е и таа башка нели е девојче која што има веројатно и трема, прво нејзино појавување пред камера, но како и да е, мислевме дека заслужува да е овде, да ни ја збогати оваа наша емисија и да ни каже дека ако се вложи труд, може и да се стигне на најубавите места во светот и да се извлече или да бидеш поинаков од другите, како вели и самата. Да. И сега кога ќе се патува во Пекинг, дали ми ја знае? Сега не ни даде уште точен датум. Добра. Ама ќе биде некаде околу јули или август. Јули или август? Да. Супер. Забранет град и што беше? Палатата на императорот. Палатата на императорот. Сме гледале многу филмови, знаеме тоа како изгледа, ама убаво е да се влезе внатре и да се дзирне онаму каде што нели има голема и богата историја. Мија, би сакал уште многу да му абетиме, ама не сакам да ти создавам уште дополнителна трема, само сакам да ти посакам заради тоа што на тој надпревар веројатно треба повторно покажување и докажување на се она што значи. Сега доаѓа период на учење уште со твојата професорка, така? Да. Ке се подготвувате уште многу. Да, добро. Ми ја благодарам за овој разговор и секако држиме палци и пуштаме среќа Пекинг да биде исто така супер како што беше овде. Дека ме поканивте. Благодарам за ова споделено искуство.